Пчеларското здружение Пчела од Куманово традиционално организира саем на мед и во зимскиот период, како што најави председателот Бобан Стошевски. Утре и в сабота во периодот од 10 до 20 часот во Ла Плаза Мол ќе бидат изложени природен мед, пчелни производи и уникатни рачно изработени деликатеси од членовите на Пчела. Стошевски ги повикува граѓаните да ги посетат штандовите и да си купат мед од вистински пчелари, со цел превентивно делување во однос на сезонските вируси. Сакам да ова прилика да го најавиме сајмот на мед кој ќе се одржи на 5 и 6 декември, односно утре и задутре. Тоа е веќе традиционален сајм кој го одржуваме во зимскиот период. Обично беше на плоштад, пашал плоштад во градскиот плоштад во Куманово. Сега ќе го одржиме во Ла Плаза Молот. Тука ќе имаме можност да нашите сограѓани ги видат пак вистинските пчелари, да купуваат вистински мед, затоа што иде време на разни вирусни заболувања, на грипови, така да делуваат на своето здравје превентивно, да го зголемат имунитетот на својот организам и би им препорачал да ги запознаат вистинските пчелари, да земат вистински мед од пчела, да не земаат и набавуваат мед од разни маркети кои со сомнително потек. Ние ќе имаме 17 изложувачи во Ла Плаза Мол, сите членови на нашето здружение, но сакам ова прилика да искористам да ги известам нашите сограѓани дека од наредниот викенд и во Алфи Техноцентарот во населба Карпош ќе можат да ги видат нашите пчелари. Значи секој викенд имаме неколку изложувачи во Алфи Техноцентарот. За ова прилика сакам да искажам и благодарност до директорот на Алфи Техноцентар господин Филип Серафимовски, со кој ПЗ Пчела склучи договор да можеме да изложуваме наши производи во Алфи Центарот. Во меѓувреме, Здруженијето Пчела од Куманово започна со едукацијата за 2025-2026 со предавање на тема од почетник до професионалец. Предавањето се одржа вчера вечер во салата на Занаечискиот дом од страна на председателот Бобан Стошевски. На барање на пчеларите, едукативните предавања ќе бидат поврзани со настанатите климатски промени последниве години, а едукатори ќе бидат од Македонија. Исто така, нашето здружение започна со едукацијата за 2025-2026 година, поради тоа што нашите членови, кои не се малци, се преку 120, исто така имаме и нови членови кои од синоќа почна да доаѓаат на нашите едукативни предавања, пара да имаме што повеќе наши македонски предавачи и затоа програмата ја направивме да имаме што повеќе наши предавачи кои ги имаат проблемите на наша територија, во нашите прилики. Значи, можеме ние да донесеме предавачи од било каде, но инсистираа нашите членови да имаме наши предавачи од Куманово и од Република Македонија. Во ова време на климатски промени, кога имаме долги и сушни лета, сите наши теми ќе бидат усмерени како да нашите пчелари успеат да дојдат до доволни количини на мед во тие такви климатски промени. Значи, сите наши теми, било која тема од пчеларство, ќе биде побрзано со климатските промени што се случуваат по последните 4-5 точки. Пчеларското здружение Пчела предходната седмица реализираше и предавање на тема примена на добри пчеларски практики, а предавач беше професорот Ѓоко Зечевиќ од Република Србија, долгогодишен соработник на Пчела од Куманово. Територијалната противпожарна единица Куманово во текот на изминатото деноноќие интервенирала на опожарен оджак на куќа, лоцирана на улицата Љупчо Арсовски. Пожарот бил изгаснат за околу час и половина, информираат надлежните од регионалниот центар за управување со кризи. Во духот на инклузијата, а по повод одбележувањето на Меѓународниот ден на лицата со попреченост, учениците од трета година здравствена струка вчера заедно со професорките и дефектолог од Техничкото училиште Наце Буѓуни организираа креативна и едукативна работилница во дневниот центар Порака наша. Во објавата на училиштето се наведува: ги посетивме корисниците во Порака наша и преку различни активности, дружење и изразување. Учесниците покажаа колку е важно да се создава средина во која
која секој се чувствува прифатен и охрабрен. Работилницата беше исполнета со позитивна енергија, креативност и меѓусебна соработка, потсетувајќи не дека инклузијата е секојдневна практика која градиме заедно. На овој значаен ден испраќаме силна порака. Различностите не збогатуваат, а поддршката и разбирањето создаваат подобро општество за сите. За новогодишното украсување на централното градско подрачје со украси набавени од претходните години предвидени се вкупно 900.000 денари буџетски средства. За трошоците во спортската сала 1 милион денари, а за субвенционираното пливање на учениците во затворениот базен одвоени се околу 16 милиони денари за 2025 година. Овие податоци ги презентираше директорот на јавното претпријатие Куманово паркинг Андреја Мачовски на седница на Советот на општина Куманово. Во однос на наставните и воннаставните активности на учениците, раководителот на секторот за образование Александар Јовановиќ информираше дека годинава бројката на учениците кои што го користат базенот е 1100. Во првиот финансиски план, односно во табелата од очекувани приходи, се врши зголемување на средства на ставка буџетски средства за новогодишно украсување од 500.000 денари, кои истите изнесуваат 900.000 денари со вкалкулиран ДДВ. Точка 2. Во финансиски план во табела очекувани приходи се врши зголемување на средства на ставка програма за субвенционирање на наставни, воннаставни и спортски активности по пливање во затворен базен за 2 милиони денари и истите изнесуваат за цела година 15 милиони и 800.000 денари со ДДВ. Трета точка. Во финансиски план во табела очекувани приходи се додава нова ставка буџетски средства за спортска сала во износ од 1 милион денари. По точка 1 средствата за новогодишно украсување ќе бидат искористени за монтажа и демонтажа на новогодишните украси, набавени од претходните години во централното градско подрачје. За програмата за пливање ќе бидат искористени за плаќање на расходи од дополнителни средства, како и до сега ќе бидат распределени за плати на вработен кадар, вода, реагенси и за бактериолошка и хемиска исправност на водата, анализа на вода и бактериолошки испитувања, технички одржување на базен и електрична енергија. Средствата за спортската сала, кои ги додаваме како нова ставка, ќе бидат користени за финансирање на тековни трошоци од работење на салата, односно плати за вработени во ЈП Куманово паркинг, работно ангажирани во тој објект, така да трошоци за електрична енергија, вода и други комунални и тековни одржувања. Кај што се однесува до програмата за изменување, да ги запознам новите советници, ова е програма или проект кој функционира од самото отворање на базенот и функционира до ден денес. Пауза имаше само за време на COVID-19 кризата, кога институциите и училиштата не одеа на настава, туку следеа онлайн настава. Организатор е сектор за образование, детална реализација се врши преку јавното претпријатие Куманово паркинг. Во овој случај претходно беше јавното претпријатие кое стопанисуваше со затворениот базен, а тоа беше Чистота и зеленило Куманово. Одредени се термини за секој училиште, има добиено по 2 термини за реализација, обратно од смената во која посетуваат настава, доколку се во прва смена, терминот им е во втора смена и обратно за сите основни и средни училишта кои функционираат, веќе имаат пријавени ученици од месец септември, активно се применува оваа мерка и следат 1100 ученици. До нас се стигнато од страна на секторот од јавното претпријатие паркинг дека средствата се истрошени, бараат дополнување на 2 милиони денари, а што се однесува до училиштата, значи тие и претходно имавме советници тука во активни во советот и сега имаме активни совет кои ga реализираат оваа мерка. Значи вклучени се наставници по физичко и здравствено образование. Бројката варира, значи некогаш има повеќе распливување, некогаш има помалку. На каде се трошат овие средства? Се трошат за реално остварливи трошоци за струја, вода, газ, реагенси и бактериолошка и хемиска исправност на вода, техничко одржување и плати за вработените кои се реализираат, реков, преку јавното претпријатие Куманово паркинг, која дава квартален извештај. Она што сум задоволен е тоа што го надградивме овој проект преку Општински сојуз на училишен спорт, се обезбедени и дополнителни реквизити за учениците, така да овој проект, доколку бидат одобрени до крајот за оваа фискална година 2025 ќе го опфати и првото полугодие на учебната 2025-2020.
Министерството за внатрешни работи информира дека во пробниот период на системот Безбеден град камерите регистрирале рекордер во пречекорување на дозволената брзина. На 1 декември на Скопската обиколница возач го управувал возилото со брзина од 231 км на час. Според податоците на МВР, за 2 дена било забележано дека вториот ден бројот на прекршоци бил преполовен, односно биле регистрирани 50.652 прекршока за 24 часа, за разлика од 1 декември, кога системот евидентирал 110.000 прекршоци. Иако проектот Безбеден град веќе работи на подрачјето на Скопје, системот за автоматска детекција на сообраќајни прекршоци се уште не е активиран во Куманово. Надлежните планираат негово проширување и во Куманово и Тетово до крајот на месецот. Камери има поставено и долж коридорите 8 и 10, но и таму системот за откривање на прекршоци допрева треба да започне со работа. Зголемена безбедност на храната која се внесува во државата преку заеднички и координиран пристап на Царинската управа и Агенцијата за храна и ветеринарство, како и олеснување и забрзување на легалната трговија. Ова се конкретните придобивки договорени со меморандумот за соработка што денеска го потпишаа директорот на Царинска управа Бобан Николовски и директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Оливер Миланов. Безбедноста на храната ни е еден од клучните приоритети. Суштината на меморандумот е зајакнат и координиран пристап преку размена на информации со што делуваме превентивно во спречување на секој обид за криминал со храна. Секој обид за загрозување на здравјето на граѓаните ќе биде најстрого санкциониран. Истовремено, зајакнување на соработката е клучна и за унапредување на делувањето против царински измами со храна. Размената на информации е клучна за сузбивање на ваквите криминални дела преку анализа на податоци, креирање на профили на ризик и преземање на истражни действија и фаќање на сторителите, истакна директорот Николовски. Премиерот Христијан Мицкоски денес ја промовираше новата платформа за следење на проектите финансирани од владата. Платформата овозможува секој граѓанин, општина, новинар и представник на граѓанскиот сектор во реално време да го следи текот на проектите што ги финансира владата. Премиерот ги презентираше и резултатите од јавните повици за финансирање. Од првиот јавен повик, финансиран преку средствата кои што ги обезбеди владата, офатени се вкупно 288 проекти со вкупна вредност од речиси 4,6 милиарди денари, односно близу 75 милиони евра. Денес можеме одговорно да кажеме дека сите 288 проекти се започнати. За сите се склучени договори со економски оператори. Тоа значи дека нема застој, нема празен пат. Работиме системски со динамика и без импровизации. Од овие 288 проекти, 193 се целосно завршени. 26 се во целосно завршна фаза, 89 активно се реализираат, а за уште 6 проекти тендерската постапка е завршена и нивната реализација започнува многу скоро. Ова не се само бројки, ова се нови улици, плоштади, водоводни и канализацијски мрежи, нови паркови, фекални системи, нови спортски објекти, културни содржини, нови училишта и нови градинки. Ова се над 220 капитални проекти во инфраструктурата, над 40 проекти во животната средина, 7 во спортската инфраструктура, 5 проекти во културата и над 10 значајни инвестиции во образованието. Тоа значи подобар живот, подобри услуги, подобра општина и, конечно, подобра држава. Паралелно, преку вториот јавен повик за финансирање на општините, офатени се 828 нови проекти со вкупна вредност од 13,8 милиарди денари, односно повеќе од 225 милиони евра. И тука веќе гледаме силна динамика, над 50 проекти се завршени или во финална фаза, а за над 500 проекти се потпишени договори за нивна реализација. Тоа значи дека државата ќе влезе во уште поинтензивен инвестициски циклус. Повеќе машини, повеќе градилишта, повеќе проекти и повеќе конкретни резултати за граѓаните.
Се тоа го правиме транспарентно, современо и одговорно. Оваа платформа покажува дека јавните средства се под јавен надзор, дека институциите работат со јасни правила, дека општините имаат еднаков пристап и дека владата функционира со современи стандарди на отчетност и дигитализација. Нашата цел не е само да градиме, туку да градиме честно, видливо и мерливо. Нашата цел не е само да реализираме проекти, туку да воспоставиме нова култура на владење, каде секоја информација е достапна, секој чекор е документиран, а секое ветување е проверливо. Денес со оваа платформа ја отвараме следната фаза на институционална зрелост. Фаза во која државата не се брани со зборови, туку со податоци, не се оправдува со изговори, туку со резултати. Фаза во која граѓаните се вистински контролори на јавните ресурси. Ви благодарам на сите што сте дел од овој процес. Благодарам што барате, проверувате и очекувате од нас најдобро. И можам да кажам, оваа влада ќе продолжи да работи на тој начин, отворено, одговорно и во интерес на секој граѓанин на Македонија.